зборуваме за национална трагедија, бидејќи кога ќе речат несреќа, не е несреќа, Не е злостор е, несреќа, апсолутно. затоа што се покажа дека преку низа коруптивни дејанија изминатите 12 години се случило ова што се случило. Собранието како представник на граѓаните ќе ја скрие главата како ној во песок, нели? Ќе чекава да прегрми целото. Зошто ја избегнува надзорната расправа? Многу е просто, затоа што за секој од партиите ќе се отвори по некој непријатен случај. Не секој од партиите ќе претрпи некаква политичка штета и се отвори, не знам, за Кочани, меѓутоа ќе се отворат и 4 случаи кои се случиле во мандатот на претходната влада. Се појавија во последно време неколку движења, што е нормално, бидејќи многу луѓе се гневни, особено млади луѓе. Кај нас се појави некакво движење, мораме веднаш да го корелираме со некоја политичка партија. Имаме граѓанска должност и обврска да бидеме активни. Заради тоа што во моментот кога молчиме, во моментот кога воопшто не сме активни во било какви процеси, ние сме и сојузници во корупцијата, сојузници во сите трагедии што ни се случува. Добро вечер, 28-ми подкаст Разговор во редакција, јас сум Бојан Становски. Јас сум Деница Чадиковска. На 16 март во Кочани се случи ужасен злостор. Поединци, поддржани од корумпираниот и скапан партиски систем, успеаа да згаснат 59 животи. И ова масовно злосторство немаше да се случи доколку сите партии не замижаа пред гладта на газдите за брзи пари на наша сметка. Цената се човечки живот. И доколку сите партии последниве 34 години не вработуваа партиски лојалисти во јавната служба, немаше да не се случуваат волку многу трагедии. Тие сакаат да ги наречат несреќи, но кога некој умира поради корупција, тоа не е несреќа. Помина повеќе од половина месец од злосторот во Кочани, се разгневнија обичните граѓани кои повеќе од 3 децении очекуваат по нормално, а не партиско општество. Во моментите кога Македонија тагуваше, се покажа колку хумани сограѓани имаме, колку правдолюбиви сограѓани имаме, но и колкава е потребата за правда кога сите сме обкружени со неправда. И кога сите бараа одговорност за злосторот во Кочани, кога младите излегоа на улиците да протестираат, кога граѓаните протестираа, народните избраници отидоа на колективен одмор. Па се да објаснуваа дека не бил одмор, само немале седници и комисии, инаку работеле и некој сакал да го наруши нивниот углед и угледот на собранието. Не, господа, не смеевте да отидете на распуст. Инаку Ирала инициираше акција, распустот заврши, преку која 20 пратеници од изборната единица 3 во која спаѓа и Кочани, баравме пратениците да инициираат надзор на расправа во собранието за трагедијата во така нареченото Кабаре Пулс, како и за пожарот во модуларната болница во Тетово, но и за автобуските несреќи кои се случија во Ласкарци во Бугарија. Наместо во собранието, каде што требаше да се организира цивилизирана дебата преку надзорна расправа и да се утврди одговорност, пратениците изминативе 2 недели ги гледавме на партиски пресконференции, затоа што во нивниот свет партијата е најважна, а не ние граѓаните и институциите. Го поканивме председателот на собранието Африм Гаши да го образложи процесот на распуст на пратениците, но не ја прифати поканата. Нека се координираат по партиски штабови, нека ги слушаат лидерите, но не да одлучуваат и пратениците оние кои ние ги гласавме, тие и така само знаат да слушаат и да гласаат закони и на крај да не прашуваат. Затоа наш гостин во првиот дел од подкастот е професорот од Правниот факултет Јустинијан I, Ненад Марковиќ. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, професоре. Имавме ние експозе, мало, во која сакавме да дадеме контекст на она што ќе го зборуваме. И кога ја отвори веб страната на Правниот факултет, видов дека предавате во различни циклуси, политичка култура, политичка митологија, добро владење и управување, и секако ова се само дел од предметите во зависност од годините. Како гледате општо првен како човек, па потоа како универзитетски професор, распустот на нашите пратеници? Она што е битно да споменаме дека во последно време, врзано за распустот на нашите пратеници, го проучувам и доста издавам на тема делиберативна демократија.
Бидејќи она што го забораваме константно за собранието, за македонското собрание, дека тоа не е само законодавен дом и жал ми е што е сведено само на законодавен дом, како што и самиот нагласи, кој се перцепира преку некаква железна дисциплина на производство на закони, кревање раци, не многу прашување. Перманентно забораваме дека собранието е делиберативен дом, подеднакво колку што и законодавен дом. И може да биде прекрасен инструмент на делиберативна демократија, за жал во овој случај за еден лош настан, по еден лош повод. И ова е уште една од многуте пропуштени шанси на собранието малце да го крене својот рейтинг кај граѓаните и да покаже дека навистина народните избраници стојат зад гласовите кои ги добиле. Во ваква ситуација на силна, како да кажем, општествена дезориентација би можел да ја наречам, луѓето бараат некаква структурирана дебата, бидејќи една работа е ние да разговараме во подкаст и да утврдуваме кој зашто е виновен, така? Да читаме, не знам, од закони кој каква ингеренција имал во однос на, не знам, клубот, во однос на обезбедување на физичкиот простор, во однос на пиротехника и така натаму, или да јавува некој портал. Сосема друго е кога структурирано тие можат преку надзорни расправи, анкетни комисии или други делиберативни модели да го направат тоа структурирано, да го направат подготвено и да го направат во име на граѓаните кои ги гласале, така? Така да јас, ако можам власта да ја разберам до некаде зошто би оптирала за вакво нешто, затоа што ова е сериозно, ова е сериозен настан кој може да донесе голема политичка штета и да чини многу гласови, тоа што опозицијата воопшто не можам да ја разберам како можеше да дозволи да се случи една ваква пауза тотално непотребна во ситуација каде што луѓето во суштина најмногу замеруваат не само што немаше делиберативна расправа од никаков карактер, ни надзорна, ни анкетна комисија, иако опозицијата тоа накнадно го побара од кога веќе имаше реакција од јавноста, туку немаше ни комеморативна седница за жртвите во Кочани. За да те коригирам, за 60 жртви заедно со човекот кој почина со возачот на брзата помош, кој можеби беше еден од најголемите херои. И тоа е нешто што луѓето го презираат. И тоа е нешто што може многу поголема политичка штета да ви нанесе, затоа што луѓето тој момент го препознаваат, не го ценат апсолутно, бараат одредено водство во такви моменти, а такво нешто не им е пружено. Не им е пружена ни структурирана дебата, не им се пружени ни структурирани информации и не им е пружена можноста да присуствуваат на некаков јавен претрес на тоа што било чија ингеренција и кој навистина може, а кој не може да биде крив и кој по кој основ може да одговара, затоа што и основот не е секако исто, го објаснеа неколку правници веќе во јавната сфера, јас не би навлагал во материја која не ми е матична. Меѓутоа, од аспект на делиберативна демократија разочарувачки, од аспект на нашиот делиберативен капацитет и потенцијал уште поразочарувачки, а најразочарувачки од перспектива на легитимитетот и угледот на собранието, кое во ваков момент сигурно не смееше така да се исклучи од процесот едноставно. Во ваков случај кога зборуваме за национална трагедија, бидејќи кога ќе речат несреќа, не е несреќа, злостта не е несреќа, апсолутно. Затоа што се покажа дека преку низа коруптивни дејанија изминатите 12 години се случило ова што се случило и сега кога зборуваме дека заминале на одмор, но не е одмор, дека во сушност работеле, но немало само јавни седници и комисии, работиме. Тоа беше од објаснувањето на кабинетот на председателот, малце е неумесно во јавноста да се држат пресконференции од партиските седишта. Не е битно дали тоа станува збор за ВМРО или за СДСМ, пораката која испраќаат е многу лоша, со низок стандард и речник. Во принцип, она што јас го кажав уште првиот ден, Од аспект на политичка култура, апсолутно, баш од аспект на политичка култура и од аспект на она што е политичка реалност во крајна инстанца, беше токму тоа и ми беше замерено вака од луѓе зашто сум бил толку брутален во еден момент кога имало национална трагедија. Само го констатирав она што мене беше од старт очигледно, дека жртвите ќе ги жалиме 3 дена и после 4-тиот ден се ќе се претвори у еден масовен демидж контрол од сите страни, контрола на штета. А тоа се прави најчесто преку партиски конференции, каде што ќе почне да се префрла вината од едни на други на трети, кој се апси, зашто се апси и така натаму. Бидејќи тој некој конфликтен и крајно неконструктивен начин на комуникација трае 30 години, не мислам дека може да се смени преку ноќ, односно секој ќе пробува да го спаси, да спаси својата репутација, да не реферирам на други делови на телото. Така да апсолутно во тоа се претвори целата оваа дебата и мислам дека така и ќе продолжи, за жал, заради тоа што мислам дека партиите, покрај тоа што не сакам да ги обвинам за нечовесност, верувам дека секој ова го погодува, сепак имаат својата прагматична задача да го спасуваат својот рейтинг и да не префрлаат вината на другиот. Така да не сум сигурен, но барем преку една надзорна или преку една надзорна расправа или анкетна комисија, барем процесот ќе беше поструктуриран и
поподатлив за критика, поподатлив за анализа, поподатлив за една посуштинска дебата. Вака како што е сега само од партиските врхушки се сведува само на некаков диалог на глуви во кој по принцип гледаме да исконтролираме тоа колку гласови потенцијално Ама го загадувате изгубило. граѓанството слушајќи ги нивните пресконференции. Апсолутно граѓанството сега во моментов бара нешто друго, независно за кого гласало и како гласало. Прво бара сочувство, прво бара да се покаже некаква човечка емоција, а потоа се разбира бара и одговорност. И тоа од сите актери, така да или сите политички чинители имаат два пата по кои може да тргнат, два се правците. Едното е ќе пробаме да ги спасиме само нашите и све да свалиме на другите, а вториот пристап е дајте да пробаме избалансирано и прецизно да утврдиме што било чија одговорност, не за тоа што треба да се спасува или да се жртвува нечи рейтинг, него за тоа што ова може да ни се повтори, бидејќи, како што кажев и во една друга прилика, ние стално мислиме дека ова е последната трагедија. Тоа беше со Илинден, тоа беше од Палер навака, тоа ни е отприлика истата логика, па со Ласкерци, па Дурмотрус, па не знам Беса Транс, па не знам модуларната. И сега ова беше хајлајтот на она што јас го дефинирав како 30 години колективен јавашлук, во кој сите сме учествувале помалку и повеќе, не се исклучувам ни себе си дури од таа работа, затоа што знаеме како функционира системот, сите сме се прилагодиле на него и сите сме помалку виновни, ама сепак некои се повиновни, поодговорни. Ајде да не го користиме зборот виновни, во најмала рака поодговорни од Или имале можност да сменат нешто кога треба. Или барем да видиме точно кој е каков е отпечатокот на оваа работа. Која е матрицата по која се сгрешило, за да не ја повторуваме. Во тоа е целата идеја. Знаете, властите доаѓаат и си одат. Грешките остануваат евидентно овие 30 години, што значи дека ние имаме капацитет да смениме структури, немаме капацитет да смениме парадигмата. Така, нешто ќе мора фундаментално да се промени. Тоа е веројатно најтешкото. Да дополнам само во насока на ова, кога зборуваме за револтот на граѓаните, ИРЛ имаше повик за акција каде што побаравме од граѓаните да испратат мејлови до 20 пратеници вкупно, најголемиот дел од изборна единица 3, и да иницираат надзорна расправа за расветлување на трагедиите во Кучани, Тетово, Ласкарци и Бугарија, и да тоа што сакав да го дополнам, што го баш го покажува нивниот револт, е дека досега имаме 5000 граѓани кои учествувале на повикот за акција. Оние кои не учествувале, се уште може тоа да го сторат на irl.mk распустот заврши. Професора, кога зборуваме за надзорна расправа, зошто е подобро од анкетна комисија? Например, надзорната расправа заклучоците потоа се облигаторни, расправата е јавна и се повикуваат експерти од сите дејности кои би можеле да дадат свое видување или свој правец како не требало да се случуваат. Потребна ли е на општеството една таква јавна надзорна расправа каде што би учествувале експерти секој од своето поле, за да мапираме и да речеме во изминативе години додека работела оваа дива дискотека, ќе се утврдат сите пропусти кроз една јавна дебата и тука би дале еден широк опсег што се случувало. И надзорна расправа и анкетна комисија би било подобро него ништо. И да, тоа е нешто што граѓаните веројатно го сакаат и го очекуваат. Барем квалификуваната јавност кај се разбира што се двата модалитета, кои се разликите меѓу надзорна расправа малку поширок модалитет, анкетна комисија поспецифичен модалитет. Во анкетната комисија најчесто претседава некој од опозицијата, па веројатно на опозицијата повеќе одговара да има анкетна комисија и така натаму. Може да биде и тајна анкетна. Може да биде и тајна и така натаму, меѓутоа целата работа овде не е само да се организира. Многу е битна. Апропо, она што го кажав, врзано за делиберативната демократија, која во овој момент мора да служи малку и како вентил, таа мора да биде или пренесувана во живо, или медиумите структурирани прецизно да јавуваат. Имаат обврска да се пренесува и во живо. Апсолутно. Тоа е она што луѓето сакаат да го видат. Сакаат да видат жива, реал тайм расправа во која точно ќе се утврдува и ќе се говори со аргументи, бидејќи не верувам дека ќе си дозволат пратениците неспремни да дојдат во еден ваков форум, во еден ваков формат, за тоа кој, што и во кој дел е виновен, така? Односно одговорен, ајде, рековме ќе го избегнеме изразот виновен. И тоа да биде цивилизирано. Никој не е виновен пред да се докаже дека е виновен, така? Да утврдиме одговорноста на секој, да биде на еден цивилизиран, структуриран и пред се начин кој ќе покаже почит кон жртвите. Значи, да нема фрлања, да нема примитивни ботовски испади, да нема навреди, да биде строго зборуваме за темата да се држи. Така, изборуваме за цивилизирана дебата во која ќе се слушнат само стручни аргументи. Тоа да не биде да се викне фелата од сите засегнати страни, не знам, од луѓе кои работеле во инспекторати, имаме образовани и квалификовани луѓе кои се, не знам, експерти за пиротехника. Секој од свој аспект да даде придонес,
Апсолутно, не знам, луѓе кои работеле во МВР или пензионирани експерти на темата и така натаму, и од многу други професии кои ќе може да дадат една сумирана слика за тоа што се случувало и само така да се извлече некаква поука за понатаму. Мислам дека тоа им одговара на граѓаните, не им одговара на партиите. Тоа сакав сега да прашам, бидејќи ние иницииравме надзорна расправа, исто имавме повек за акција, и кога работевме на истражувањето за пожарот во модуларната во Тетово, и тогаш имаше помал број 1100 граѓани испратија мејлови, но сепак испратија. Тогаш исто добивме одговор, бидејќи беше лето, дека се на одмор, да, и никогаш ве изгледа не се вратија од одмор. Зошто ја избегнуваат според вас надзорната расправа? Многу е просто, затоа што за секој од партиите ќе се отвори по некој непријатен случај. Апсолутно и секој од партиите ќе претрпи некаква политичка штета и веројатно ќе не мора да значи дека ќе изгуби дел од рейтингот, меѓутоа и тоа е отворено за дискусија. Да се зборува за работи за кои не сакаат. За работи за кои не сакаат и работи кои се случиле нормално. Повеќето тие луѓе кои таму ќе говорат, нели, кои се пратеници, кои се поранешни функционери, сегашни, не се директно кривично одговорни, они се политички одговорни, тоа е сепак една морална категорија, така. Меѓутоа дури тоа е прилично ризично за сите нив, заради тоа што ќе се отвори, не знам, за кочани, меѓутоа ќе се отворат и 4 случаи кои се случиле во мандатот на претходната влада, што е непријатно за оние кои се денеска во опозиција. И во крај на линијата е некаков баланс на страв, заради тоа што тоа игра со непредвидлив резултат. Кој каков аргумент ќе даде, кој повеќе, кој помалку ќе претрпи штета, и најдобро е во таква ситуација, како се вели тоа, децата велат мир, никој не е крив, така ај сега добро да го заташкаме тоа, никој да не разговара, баш така една инфантилна има доза на однесување во која ние нема да разговараме за тоа, затоа што може потенцијално да ни направи некаква белја. И најубаво е, ајде, ако ти не сакаш, не сакам, няма да разговараме за тоа. И тоа е така, како во лош брак не се разговараат проблемите. Како за распустот, така и за како за распустот, така и за ова, ќе ги пикнеме проблемите под тепих. Собранието како представник на граѓаните, законодавен и делиберативен дом, ќе се скрие ќе скрие главата како ној во песок, нели? Ќе чекава да прегрми целото, да се спуштат емоциите, па да продолжиме да работиме. Нема оправдување за тоа, дека е некој на одмор, дека е некој, не знам, не пушта колективно. Да, дека има некаква причина да не биде таму и така натаму. Во крај на линија темата нема да може да се избегне ни за година, ни за 2, ни за 5. Гледајте ние на што се навративме денеска, така во дискусијата. Се навративме на работа од пред 4, 5 и 20 кусур години. Така да тоа е нешто што ги прогонува, а најдобро е сега да го адресираат, затоа што сега на луѓето им треба некаков вентил, им треба и некаква структура во јавната дебата и некакво водство, условно кажано, за да може тој процес полесно да се свари едноставно, иако не мислам дека може до крај тоа да биде постигнато, затоа што трагедијата има преголеми размери да биде ситуацијата така лесно пацифицирана во овој момент. Инаку пратениците, извини Деница, пратениците веќе се вратија на работа од неделава, да се вратија на нивните обврски комисии. Кога ја разгледав веб страната со активности на собранието, видов дека 80% од предлог измените на законите се по скратена постапка, што значи се враќаат пратениците на она за што се изгласани, нивната реалност само гласачи на закони. 80% од предложените законски измени се по скратена постапка. И сега кога зборувам за ова, СДСМ рековме дека побара некаква анкетна комисија која би се истражувала трагедијата во Кочани, но не спомна ништо за модуларната болница. Не спомна анкетна комисија за случајот со Дурмотурси ласкарци или Беса Транс во Бугарија. Нели е малце тоа лицемерно сега да се зборува само за еден случај, а да не ги вратиме случаите во кои исто така гореа живи луѓе. Апсолутно, тоа е заради тоа што секој ќе ја дава на аргументација која него му е најблиска и најмногу му одговара во тој момент. Инаку секој да вие настани, јас сум ова Деница што го спомна, јас сум против тоа да се организираат ѓутори на купсите да се расправаат овие работи. Искрено мислам дека тоа ќе доведе до комплетен хаос. Иако пак сметам дека да има една таква надзорна расправа која може ќе биде за сите точки подобро него да ја нема. Меѓутоа можам да замислам во што ќе се претвори, каков хаос ќе биде тоа, еден галиматијас од аргументи, обвинувања, не знам, разноразни. Мислам дека тука ќе се изгуби почит за жртвите и од сите тие трагедии комплетно уште во првиот ден, заради тоа што веројатно ќе емотивниот набој ќе биде многу страшен. Ја мислам дека секој да вие настане заслужуваше посебна надзорна расправа или посебна анкетна комисија, ама како што пишува во еден од прирачниците на парламентарниот институт наш, кој анализира проблемот на анкетните комисии особено, тоа се модалитети кои веројатно намерно се користат многу малку. А кој треба да биде, кој многу напредениците ќе им дадат една трета димензија, условно кажано, покрај ова што ти го зборуваше дека само гласаат закони и така натаму, тоа што луѓето со години им го порачуваат, така. Меѓутоа кај нас за жал
предоминација има тој агрегативен тип на демократија. Па не гласат само закони, добри си во наплата на патни трошоци. Секако се разбира тоа. Во одредени полења покажуваат особен интерес. Особен интерес и успех за така 4+5 минус, а истовремено кога ќе дојде да користат можности кои им ги дава и уставот и деловникот за работа на собранието, се комплетно неинвентивни и сакаат да се поштедат себе си од било каква одговорност и од било каква екстра мака која би значела дека можеби да ја зајакнат и во очите на луѓето позицијата собствена. Yes. Оди во нивна корист оди тоа. Меѓутоа евидентно не може да се отргнат од контролата на партиските центри кои во моментов евидентно немаат баш некои добри идеи и мисла дека со партиски пресконференции ќе го решаваме овој проблем. Ништо не се решило со партиски пресконференции, па нема ни оваа работа, тоа е само краткорочна контрола на штети, тука завршува ќарот од тие партиски пресконференции. Па партијата ги наградува и казнува и лојални се на партијата. Јас се надевам дека овој пат можеби притисокот кој го прават медиумите, граѓанските движења, протестите, младите, да, баш на нив и мислев, викам граѓанските движења, мислам дека конечно овој притисок ќе вроди со некаков плод. Кога го пребарував Собранискиот сајз, спремајќи се за разговорот, најдов една неформална меѓупартиска парламентарна група за борба против корупција. Не знам дали сте знаеле дека постои вакво нешто во Собрание. Имам слушнато и тоа е се. Ја инициирале Љупчо Пренџов, Сонја Мираковски, Арбана Пашоли, на која се потпишале 51 пратеник како дел од ова тело. Сега, кога ќе побарав извештај за тоа што сработиле, какви заклучоци донеле, бидејќи 51 пратеник од сите партии не е малку, да. Не е малку, е убава бројка која покажува некаква декларативна заложба за борба против корупцијата. На хартија убаво звучи, ама извештај за средба или за заклучок нема. Сега кога зборуваме од овој аспект, имаме пратеници кои се од изборната единица 3, која го фаќа и Кочани, како што рековме. Се најповикани. Може ли да зборуваат за оваа тема? Може ли да зборуваат за бидејќи Кочани е мал град? Граѓаните во сите изјави за медиумите, што наши, што странски, кажа дека знаеле што се случува и како функционира. Да, дури имало и формални повици да се затвори дискотеката. И сега како не дека немало. Како овие пратеници сега од нивната изборна единица знаат што се случува во делот од државата каде што се гласени? Нели е и тоа поентата на изборните единици? Луѓето да извираат од граѓаните и да ги застапуваат нивните проблеми во институциите, дали преку локални совети, дали преку учество во собранието како пратеник. Требале ли да предупредат, ако веќе постои вакво тело финансирано од Националниот демократски институт на НД? Бојан, сега тука има еден друг аспект, може нема да го очекувате да го кажем, меѓутоа тоа ти е предноста на пропорционален изборен систем. Ти си таргетиран нели од партијата како пожелен кадар, ставен на листа и тоа малку те амнестира, делумно те амнестира, не потполно, од тоа да ти одговараш на средината од која потекнуваш. Кај мнозинскиот, ако си од таму немаш каде да бегаш, избран си со тие гласови таму, Така да ова е еден од хендикепите и на изборниот систем, дури до таму можеме да одиме да кажеме. Меѓутоа тоа не ги амнестира сепак луѓето од овој крај или луѓето кои гравитираат нели околу Источна Македонија, посебно околу Кочани, кои се по потекло таму, да се заангажираат и да зборуваат веројатно како никогаш до сега за ова прашање. Значи ние сме супер во основање на вакви тела кои имаат некои големи назви од по 3-40 збора и на крајот кои веројатно остануваат како мртво слово на хартија. И отприлик таква една декларативност. Полни сме со такви акти. Кои ќе се прочитаат, кои немаат никаква суштина и содржина апсолутно. Да. Така да не сум изненаден дека имам само слушнато за ова тело, а тоа дека нема ништо сработено воопшто не ме шокира. Прашање колку може системот да се реформира од луѓе кои се предолго во системот. Тоа е основната дилема со која ние се согласуваме, затоа ја кај мене и во оваа влада поддршка имаат претежно овие министри кои се првпат на функција, кои се малце посвежи и кои по мене уште имаат некаква сила да се справат со овој проблем. Многу ми е жал што целата трагедија се случи баш во мандатот на Тошковски, кој го перцепирам како таков човек кој до сега не бил контаминиран, нели, од тој систем, веројатно имал прилика да се докаже, меѓутоа имаше таа несреќа баш во неговиот мандат ова да се случи. Сега прашањето е дали има и други формати преку кои нели може да се допре до јавноста и да се ангажира и на формирање на вакви комисии. Мене апсолутно ништо не ми значи. Јас и не очекувам веќе дека ќе имаат некакви не знам револуционерни заклучоци и така натаму, особено што видовме дека ако се продолжи вака со често одмарање немаат никога да работат. Така да на тоа се сведува.
Бидејќи ќе мора да привршуваме, но ги спомнавме сега и системските промени, ова би сакала да прашам. Гледаме во последно време различни движења од различни луѓе, дури на различни места. Во моментов најголемото е, да речеме, иницијативата која следан, но генерално тоа што е заедничко за сите е дека бараат промена на системот, не бараат промена на власта. Исто така не бараат поддршка од партиите, бараат од институциите. Ќе можат ли да успеат во ова, или едноставно нападите и се што се случува може да станат премногу тешки за издржување? Не, ја не мислам дека нешто се променило во тој тип на комуникација во последните 30 години. Кај нас се појави некакво движење, мораме веднаш да го корелираме или со странски служби некакви, зависно кој е на власт, кој е во опозиција, само името на земјата се менува која влијае, нели? Или да ги корелираме со некоја политичка партија. Тоа е еден специфичен процес кој јас еднаш во град на една конференција го нареков virginization of social movements, или виргинизација на социјалните движења. Они мора да бидат крајно невини, така никој од нив од тие кои учествуваат дури на црвено светло да не поминал, за да имат некаков легитимитет. Извинете, ама секој социјално движење има право да се поврзува и да има конекции со кого сака. И тоа не го прави помалку легитимно, извинете. Тоа што вие ќе докажете дека некој се видел со овој од онаа партија или оној од онаа партија, и тој од таа партија, оној од онаа партија има право да биде незадоволен и да каже нешто. Во тоа и смислата на тоа да си има различно политичко мислење. Ама кај нас се продаде таа некоја, како да кажам, се продаде таа некоја парадигма дека они мора да бидат Дева Марија, малтене сите кои се учесници, за да бидат легитимни. А чекате ви од другата страна се такви или не се такви, за да може тоа да го бараат од некој. Не е тоа малце глупо како дискурс да се продава во јавноста? За мене тоа е тотално една непотребна дебата. Кој год да е, со кого год да е поврзан, со кого год да комуницира, а при тоа многу често и не можат баш убедливо да ги докажат овие врски, така има право да каже нешто. Ја независно никој човек кој имал спротивна позиција од мојата во политиката, не сум барал, оправдување да го наречам шпион на оваа држава или странски агент на онаа држава. Тоа е човек што едноставно има различно мислење од мене. И тоа е тоа, мораме да го прифатиме. Ама тоа ни олеснува совеста, а и плюс служи на една многу добра функција во јавниот дискурс, а тоа е да им одземеш она што нема на македонски добар превод, agency да им одземеш, така да им го одземеш легитимитетот на овие движења, со тоа што ќе кажеш дека се и да ги третираш како непријатели. Наместо да се отвори диалог со нив. Иако мислам дека стравот кај власта е апсолутно неоправдан. Овде не е таргетот власта, ниту помислам дека скоро ќе биде. Доаѓаат генерации на кои не им е важно кој владее, доаѓаат генерации кои ќе се интересираат за тоа како се владее. За функционален систем. Дури по мене за опозицијата бе изнесени пострашни критики и поголеми, како да речам, и поголеми критики во однос на власта за тоа како се однесува, апропо почетокот на нашата дискусија дека јасно е зошто власта би сакала да избегне работа на собранието и еден поинтензивен социјален диалог, тотално нејасно зошто опозицијата тоа го сака. Да го погледнеме видеото кој го изработи Ирала, се однесува за повикот за акција до 20 пратеници од изборната единица 3. Вечерва да ви честитам на вас сите слободна, суверена и самостојна Македонија. Моментот кога на плоштадот се отвара шампањот и се прогласува независна Република Македонија е момент на ретка гордост. Политичките пријатели и непријатели стојат заедно обединети во една цел – градење на ново, просперитетно и демократско општество. Резултатот по референдумот беше 1-0 за нас, а сега по уставот е 3-0 за нас службено. Тоа значи се ни успеа. Но многу од нас помладите, кои што не сме биле родени или пак сме биле недоволно возрастни за да паметиме, не знаеме дека патот до референдумот почнува со лелекот на македонските мајки кои загубија 54 синови во раниот конфликт при распадот на Југославија. Ако веќе има организирано да се тргне тоа, да се тргне до вечер и до Савајле, да не паѓа други жртви, нашите деца. Го сакам за 24 сата, за да ми се снајде детето, дали жив, дали мртв, да знам мајка си. И ги испратија децата, иако беше договорено дека они можат да служат војска само во Македонија. 34 години подоцна, тогашните и денешните деца масовно умираат дома, во тивката војна, за профит и моќ
И таа војна се води најмалку 3 децении, а последната е веројатно најлошата. Вонредна програма на Сител по трагедијата која се случи рано изутринава во ноќен клуб во Кочани. Најмалку 50 лица според последните информации, 53 од гостите во ноќниот клуб Пулс се загинати по избувнувањето на пожар во ноќниот клуб. И сеќавам се на прскалките ги става и баш му се обртев на другаро, викам, зашо си толку близко до нас? И се уклучија прскалките и се толку многу брзо случи. И кренавме да излаваме сите на надвор и ја прво што се сеќавам веќе само црно пред мене беше. И народ не можев ни главата, сеќавам се дигав ја главата, само воздух да земам. И наредно се гледам го Столе, обезбедување, дереш се на кај мене да му подадам рака и плюс со него другите што беа, сите пробаа да ме излечат. Ако не беа они, немаше да бидам жива веќе. Мислам дека е тоа најголемата причина зашо толку не преживеа. Поради таа ние сите се натрупаа денешка и немаше како да се излезе. Тие што беа напред, многу позади останаа, немаше како да се пробијат напред. Кочани, за жал, е еден од најтрагичните градови. Пред неколку години на местото каде што стоиме ние, на 3 метра од мене се само запали човек. Брзата помош немаше од каде да се сипне, пожарната немаше од каде да дојде. Затоа што се е тука забарикадирано и ова е една слика, прилика за целата држава која живееме. Значи, ова не е ништо поразлично од Пулс. Од 2010 до денеска се случиле 5 крупни трагедии во кои што загинале вкупно 156 наши сограѓани. Сите истраги ги следеле контроверзи, сите биле резултат на низа превентивни грешки во целиот систем на бирократијата. Во истиот период, во сообраќајни несреќи, загинале 2019 граѓани, а повредени биле скоро 87.000. И овие истраги ги следеле бавност, неажурност, ниски казни, а во најголем број случаи немало и никаков процес. По злосторството во Кочани никој не се чувствува безбедно. Колективната болка за загубените деца се артикулира во растечки гнев поради корупцијата. Чувствувам огромно разочарување и тага и непријатност, а гневот мислам дека е само основа на сите тие. Гнев и тага. Гневен сум, како да не сум гневен, само трагедија по трагедија и се чини дека нема крај. Проблемот е во неказнивоста и во вртењето на очи од вистинските проблеми, а тоа се корупцијата, тоа е алчноста за парет. И се дека имаме тој менталитет да пробувам да си извадам нешто за себе, а да не мислам за општото добро, ќе имаме вакви работи. Мислам дека во последниве пред неколку години невозможно е да има правда, ама имам некој романтичарски идеал дека може да го возможиме во следните неколку години тоа да постои правда во држава. Ако доволно млади луѓе, паметни млади луѓе останат тука и пробаат да се борат за подобар свет, може би не за нашата генерација, но може би за следната или таа после ќе видиме некој подобар свет. Прашањето е како понатаму. За да разбереме како се случуваат несреќи кои никогаш не требало да се случат, мора да зборуваме за парламентот. Токму од таму доаѓа длабоката криза на моралните вредности во целото општество. Тоа се луѓето кои си прогласија 3 недели одмор по злосторството во Кочани, наместо да се појават и да ја представат својата заедница, своите избирачи и најпосле своите партиски членови. Но затоа, претениците се појавија за да гласаат измени во законот за градење, со кој што привремен објект како модуларна ковид болница од градби влезе во урбана опрема, како да е клупа или улична саксија. Се појавија за да си ги покачат платите и патните трошоци. Се појавија и за да ги гласаат измените во кривичниот законник,
кои што казните за корупција и злоупотреба на службена положба ги сведоа на оббивање трафика и едва и би можеле да се наречат казни. Иако суверенитетот го бараат од граѓаните, тие со своите акции демонстрираат дека работат само за личните интереси на важните партиски лица од Скопје и нивните бизнис пријатели. Нашиот нов повик за акција од вас бара да верувате во својата лична моќ и да се ангажирате за да ги подсетиме претениците на нивните запоставени должности кон нас избирачите, кон вас партиските членови и кон сите граѓани. Најпосле, честните и гневните се мнозинство. Бараме од вас, заедно и масовно, да ги повикаме претениците да се вратат на работа, сега кога им се потребни на своите избирачи и да иницираат итна надзорна расправа за расветлување на системските пропусти кои доведоа до масовни жртви во пожарот во Кочани, во модуларната болница во Тетово и во двете сообраќајни несреќи во Ласкарци и Бугарија. За да разбереме зошто е важна оваа акција, мораме да разбереме што е надзорна расправа и зошто парламентот често ја избегнува. Тоа е најмокниот механизам на парламентот за контрола над извршната и судската власт и сите носители на јавни функции. Надзорните расправи се јавни, се емитуваат во живо, нивните наоди може да бидат основа за кривичен прогон, заклучоците од нивните расправи се задолжителни, може да повикуваат сведоци, експерти, функционери и граѓани и да утврдат дали имаме добри закони или зошто немаме професионална јавна служба и како тоа води до корупција и најпосле смрт, но и кој е точно виновен. И баш поради тоа што се јавни и со задолжителни препораки, претениците често се одлучуваат не за надзорни расправи, туку за собраниски комисии, како во случајот со онкологија. Тие, за разлика од надзорните расправи, се тајни, не вклучуваат јавност, немаат правни дејства и може да траат предолго. За надзорна расправа се потребни само 15 претеници кои ќе поднесат иницијатива до службите и председателот на парламентот е должен веднаш да ја закаже. Сега, што точно треба вие да направите? Ќе ги повикаме заедно претениците од изборната единица 3, каде што се случи Кочанската трагедија и од каде што доаѓаат сите жртви. Како? На линкот irl.mk/распустот заврши, направивме онлайн форма со која лесно и едноставно ќе испратите електронска порака до сите засегнати претеници, со која ќе побараме јавна надзорна расправа. Вашето барање ќе биде автоматски испратено до 20 имейл адреси на 20 пратеници од изборната единица 3 и до имейл адресата на председателот на собранието Африм Гаши. Да ги преплавиме нивните мејлови, нивните телефони и да го уништиме незаслужениот распуст кој се го земаа во најголема криза. Бидете упорни и постојано праќајте да не може да се сокријат. Не заборавајте, одлуките ги носат оние кои што се појавуваат и оние кои што се ангажираат. Системското масовно убиство во Кочани не е само уште една трагедија. Тоа е последното предупредување дека борбата со нечестните, неспособните и неморалните меѓу нас во моментов е на високиот патриотски чин. Србија, Турција, Германија, Грузија, Аргентина, Грција, Македонија. Светот се буди и започнува движење, односно протести против корупција. Пораките од овие протести се слични. Не бараат нови лица, не бараат нова власт, туку бараат нов систем. Во вториот дел од подкастот ни се приклучува Бленди Ходај, активист од иницијативата Нула од Тетово и од движењето кое следам. Бленди се појавија во последно време неколку движења, што е нормално, бидејќи многу луѓе се гневни, особено млади луѓе, и нормално е да се групираат на различни места во нивните микросредини, секој според своите убедувања. Може ли на кратко да се обидаме само да ја разјасниме оваа конфузија околу тоа кои се движењата, бидејќи оние кои се обидуваат да ве оцрнат на некој начин ја искористија за да ве сместат сите во ист кош? Така, фала ви многу за поканата. Најпрво сакам да ви се заблагодарам за целата ваша работа, особено во делот на модуларната болница во Тетово, во трагедијата што се случи пред скоро 4 години, заради тоа што дадовте една светлина на тоа што се случи до таму, додека ние како граѓани од Тетово воопшто не бевме запознаени со таквите
случување за изградба на модуларната болница во Тетово. Во однос на организирањето на младите веќе во неколку различни иницијативи и како вие го спомнавте е нормално заради тоа што чувствуваме гнев, чувствуваме еден револт кон системот што наместо да не брани, не убива секој пат. И е нормално и мислам дека спонтанно се почнат сите овие иницијативи. Ке се потрудам да ви го кажам како се случи и со кој е следен иницијативата, но исто така и со иницијативата нула. Кој е следен потикна од првите протести за случајот за Фросина Кулакова, за трагедијата таму. Спонтанно се организиравме да излеземе како млади, како граѓани да протестираме за што се случило трагедијата. Таму нормално дека спонтанно се видовме со сите тие други млади што секогаш протестираме за различни неправди и случаи што протестиравме од минатото. Тоа е, јас сум протестирал за модуларната болница, на последните две протести за онкологија во Скопје пред влада и за други сите неправди. Додека заврши првиот протест што беше каде што се собравме кај Универзална, дискутиравме добро е да се собираме и веќе да дискутираме што можеме да направиме ние, на некој начин да спречиме, да кажам, макиавелизација на протестите, односно инструментализирање на тие протести од страна на некоја политичка партија да ги користат како средства за постигнување на некоја политичка цел, како што го имат направено во минатото. Затоа се здружевме како млади, протестите да бидат поорганизирани у смисла да не му дозволиме на сите тие што се криви, сите тие што го гради овој систем што не убива, да ги користат истите протести за нивни цели. Тоа се случило со кој е следен, додека со иницијативата нула иста приказна во организацијата што ја водам во Тетово имаме еден младински центар, каде што ни доаѓа многу студенти и средношколци и таму токму после трагедијата во Кочани ни се собра многу млади во Тетово во нашите активности и кажа дека добро е да се организираме и да бараме што сакаме за сите овие трагедии што се случува. Зашто и тоа беше многу спонтанно. Нормално дека не им се свиѓа воопшто на политичките партии заради тоа што нема воопшто никакво политичко влијание внатре во двете иницијативи каде што сум дел. За тоа што се спонтани и внатре има луѓе што се со честни намери и што сакат вистинска системска промена, а не козметичка. Иако да речеме, бевте обвинети од семејството на Кулакова, па и партиите ве користат како топовско месо. Дури има некакви образложенија во јавноста, глодари, стаорци, слично. Ве нападнаа дека сте политички инструирани. Сега, кога вака зборуваме, неумесно и да не те прашам, сте политички инструирани или треба да им објасниме на луѓето дека станува збор за револт и гнев на млади луѓе кои гледаат како системот јаде живи луѓе? Значи, прво, на сите тие обвинија што има од јавноста, што ни кажува дека сме со некоја политичка партија, се многу хаотични од нивна страна, заради тоа што ја повикувам од овој подкаст за сите тие политички партии што се трудат на таква пропаганда да идат, да седнат да пијат кафе и да се координират за политичкиот хороскоп на овие иницијативи. Со кои сме, заради тоа што јас малце сум збунет кога зборувам, не знам со која политичка партија сум. Кога зборувам, оти не обвинат дека со овие смили со тие. Значи ве молам додека го гледат овој подкаст, седнете, пиете едно кафе и дискутирате со која политичка партија сме за да знаеме и ние, да не сме ние во некоја хаотична состојба, да не знаеме. Во однос, да, воопшто нема никаква политичко влијание внатре. Кажав од почеток, причината зашто сега сме собрани, ние од секогаш сме протестирале поединци за различни случаи и трагедии.
И сме видели дека на некој начин тие протести имаше на некој начин тенденции да се инструментализираат од одредени политички партии. Овој пат кажавме дека подобро е ние да се организираме како млади, како активисти, здружени за да не му даваме можност на сите тие што се криви за создавање на овој систем да го инструментализираат, како ви кажав, да го макиавелизираат целиот протест за нивни интереси. Што се однесува за делот на семејството Кулакова во однос на и трагедијата со Фросина Кулакова, јас сум многу убеден дека да немаше толков број на луѓе во протести, не знам како се викаше дечкото што го згази Фросина Кулакова. Васил ќе беше во условна казна у домашен притвор. Немаше воопшто да биде сега во шутка. Токму поради револтот од граѓаните, токму поради тоа што младите излегува протест, денеска Васил е во шутка. И тоа не гледам како може кој седен да го политизира целиот процес. Професоре, кога го слушате? Да, се препознам себе пред 10 години. И морам да го утешам малку, затоа што јас барем лично сум поминал низ истава ова, што го кажува Бленди. Апсолутно држи вода, затоа што јас 2016 добивав квалификација од ВМРО-вски релативизатор до СДСМовски бот, од косовски лобист до великосрпски пропагатор на, не знам, проектот Српски криза свет. На идентитет. Све живо, комплетна криза на идентитет, кој на како му се свигаше, што кажува на две работи. Прво тоа дека партиите се најголеми опортунисти кога се работи. Кога Бленди им одговара за тоа што протестира против нешто што создава незадоволство, onda Бленди е супер. Кога не им одговара, он е платен и кога оваа партија да нема многу да се потресуваш, затоа морам да ти кажам дека не треба да те допира, затоа што партиите гледаат краткорочна контрола на штета која споменавме нели во првиот дел на разговорот да направат и воопшто не се одговорни. И во принципу некојаш дури партиските врхушки и луѓето кои се на високи позиции не го прават тоа, го прават овие доле кои сака да импресионираат своите партиски шефови, овие од ботовскиве центри и така натаму. Тоа е на примитивна комуникација, што вели еден ме пријател, тоа е џунгла која сигурно ќе се изгуби. Ама ше негова. Затоа и не треба ни да влегуваш, затоа што тоа влие. Оваа среднава и постарава генерација кај нас многу ги сака тие ДБ-овски финти на странски платеници, конспирации. Мислам дека тоа многу добро поминува, многу им е тоа привлечно една како да кажам, еден наратив многу привлечен кој влече свој корен уште во социјализмот, каде што нели службите контролираа све, па тоа све имаше некакви позадини, па ние сме многу битни, па сите големи држави се мешаат кај нас затоа што сме ние нешто многу битни. Тоа се мислам тешки глупости, меѓутоа луѓето сакаат да веруваат во тоа затоа што им се податливи тие приказни. И втора работа што сакав да ја кажам, евидентно е дека партиите не сакаат да им го одземеш делиберативниот простор. Не сакаат да се јавува за социјални движења, не сакаат да се за иницијативи, они не гледаат што всушност овие млади луѓе бараат. Они се фокусираат како сега него лично да го нападнеме и да го оцрниме, дали можеме тоа да го направиме по етничка, религиозна, политичка, било која основа, па така да ќе пробаме све, затоа што воопшто не ни треба да стигне дискусијата до суштината на барањето. Ние идеме ад хоминем одма, заради тоа што сакаме, стално велам тоа и го повторувам, многу основен дефицит не само кај нас, секаде во светот. Ние гледаме тој когнитивен некој процес на спознавање, што всушност треба да се смени, да го замениме со тотален афект. Со комплетна афективна атмосфера која мора да биде предоминантна. И тоа е нешто што апсолутно добро го прават, затоа што знаат што пали во таа смисла. Не се ефтини тие пиар експерти кои ги користат веројатно. Бленде, кога извини само единица, кога се случи ова што се случува е ужас околу Кочани, некако преку вашиот протест во Тетово на млади луѓе, ја вративте, ајде да речем така под наводници, можеби лошо ќе се изразам, го вративте во живот случајот со модуларната болница во Тетово, каде што исто изгореа 14 наши сограѓани. Беше интересно, ставивте против пожарни апарати, ако се сеќам добро, во судот, во обвинителството. Колку разрешувањето на модуларната болница како стар случај или несреќите Дурмотурс или Беса Транс во Бугарија може да бидат поидовна точка тие да се решат, па да имаме промена на системот, па да го решиме и ова што се случува из Лостор во Кочани. Колку е важно сите овие несреќи да добијат правна разрешница и да не се кријат луѓето кои се одговорни за овие случаи? Тоа е исклучително важно, особено што ние бараме, како млади, како активисти, бараме системска промена. Системска промена не значи само за еден случај, значи за сите трагедии
не биле тие несреќи, тие биле трагедии од корупцијата што убива. Бараме обавезно е да има правна разрешница за сите минати трагедии што ни се случија во нашата Како резултат на земја. корупција. Сите се како резултат на корупција. Значи сите, ако гледате тоа заедничкото на сите 4 трагедии во изминатите 6 години, ви се токму од резултат на корупција. Имате компании што фалсификувале технички преглед, имате после компанија што имал фалсифициран документ за излез 20 пати го има поминато границата. Имате модуларна болница што имате сместено тендер за некој да го добие и после за да се прилагодат сите институции на интересите на еден олигарх во Македонија. И после имате Кочани, каде што од 2013 до ден денеска работел без никакви услови и никој не знае. Значи треба не сме, значи тоа што мене ми пречи многу како млад е кога институциите, особено министрите, премиерот, се трудат, изборуваат преку пресконференции кон народот, мислејќи дека ние сме неинтелигентни, дека не знаеме што значи да води со државен апарат, каде што знаеш све. Значи, ако денеска не платиш вода на државата, не платиш данок, после 2-3 месеци ќе ти дојдат извршител за да платиш тоа. И сега не можеме да кажеме дека не знаела никој дека од 2013 до кога пред да се случи трагедијата, една угостителски субјект работел без никакви услови. Тоа значи е без правило и нелогично. Значи тоа е и поскандалозно, значи да ти прави некој друг свадба од твој двор и ти не знаеш дека некој ти прави свадба во твојот дом и двор. Тоа е поскандалозно ако стварно овие не знаеле дека нешто таква се случи. Значи, да сумирам, сите трагедии се резултат од корупција, што ни покажува сега дека веќе таа корупција што никако веќе го нормализиравме на некој начин, убива и ќе продолжи да убива ако не го смениме целиот систем. Причината зашто го правевме тоа со противпожарен апарат е заради тоа што сакаме да кажеме дека сакаме и да ги браниме тие обвинителите и судиите, заради тоа што за жал сите објекти у Македонија се лесно изгорливи. Сега не знам дали имат во располагање противпожарен апарат, ние им го поднесовме тоа. Или колку функционира противпожарната заштита. И нешто многу интересно што сакам да го спомнам, додека значи не можевме 2 дена да најдеме противпожарен апарат во Тетово, поради тоа што се случи нели трагедијата, сите компании трча да купат противпожарен апарат. Значи никој немаше. Што не се случи во државата и што чекаме да се случи некоја трагедија, инспекторите да излегуваат да го вршат работата, чекаме после сите компании да ги почитуваат условите предвидени во закон и да функционира државата барем 2 месеци во нормална состојба, после можеме, знаеш, да се опуштиме и да функционираме како и до сега што ни биле. Значи ова е еден од најголемите проблеми што ги имаме тука. Да му кажеме на луѓето, вие се платени од парите на граѓаните и треба, значи единствено ова го бараме, да го вршат работата за што се платени. Ако си инспектор, не треба да седиш у канцеларија, треба да идеш да вршиш инспекција. Така што за жал е кога доаѓаме во една ситуација да бараме од луѓе што се платат од граѓански пари, од буџет на државата, да го вршат работата. Бленди, сакав да те прашам за твојата лична мотивација зашто го правиш ова како млад човек кој живее во оваа држава, затоа што на последниот протест одржа еден прилично инспиративен говор и кажа дека младите не се дојдени тука само за да жалат, туку се тука заради тоа што бараат суштински промени, значи не козметички, туку суштински. А сите овие оваа хајка што се води против вас, овие оцрнувања на некој начин, тоа е еден начин да се предизвика уште поголем страв дека секој на секого му е непријател во оваа држава. А всушност двете иницијативи од кои што си дел, иницијатива 0 и која следен, јасно комуницираат со јавноста дека не бараат промена на власта, туку бараат промена на системот. Па затоа сакам да те прашам лично ти како стоиш со ова? Јас
Многу го поддржувам тие платонски идеи дека имаме граѓанска должност и обврска да бидеме активни во сите процеси во општеството. Заради тоа што во моментот кога молчиме, во моментот кога воопшто не сме активни во било какви процеси, ние сме и сојузници во корупцијата, сојузници во сите трагедии што ни се случуваат. Ова ми е првичната идеја зашто сум активен во сите овие иницијативи, зашто бараме вистинска системска промена. Системската промена е многу важна заради тоа што сме виделе во минатите сите политички партии се сменија во изминатите 34 години, но системот е ист. Воопшто не гледавме некоја промена што влијале во животот, во стандардот на граѓаните, во делот на тоа што државата треба да ти обезбеди тебе, да ти загарантира безбедност, да имаш правна и праведна држава. Све од овие работи ги немаме видено од изминатите 34 години. Затоа промена на системот е ептен важно. Кога викам системска промена, зборувам на не само институциите, владата и министерствата, туку зборуваме и за образованието, зборуваме за универзитетите и така натаму. Например, вие имате професори, вие го имате веќе, мислам, во минатиот документар имавте прикажано за Фатон Мосели, што е професор, узурпатор на Попова шапка што има направено, но исто така не ги исполнува и условите за академско напредување во звањето доцент. Ние тоа како форум за образовни промени, организацијата што ја раководам, го дознавме дека тој нема доволен просек да се унапреди во академското звање доцент. И сега кога викаме системски промени, значи дека системски промени и на овие нешта. Се треба од почеток да се размислуваат, све треба да почне од нула, за да се почнат да се движат работите во добриот правец. Во однос на сите тие пропаганди и напади, ја мислам дека за мене сегогаш најдобриот индикатор ми беше ако луѓе како Љупшо Златев, Миленко Неделковски, Бетмен и други те псујат, те критикуваат, си од добар пат. Ако тие луѓе имаат добри збори за тебе, нешто е грешко со тебе, треба да се испитува што се случило. И затоа мислам дека додека тие ќе продолжат да ме критикуваат, тоа е добар индикатор за сите граѓани млади дека сме од добриот пат и треба да продолжиме на тоа да бараме вистински промени, не козметички, да бараме од сите функционери, пратеници да бидат одговорни, за тоа што значи се платат од наши пари, се избрани од нас и мора тоа да го правиме, да не бидат толку да идат на одмор и да викат окей, добро, ни помини ова вака. Не треба да биде толку чил со нивните одлуки што ги прават, што воопшто не го представуваат гневот и револтот на граѓанинот, туку го користат гневот и револтот на граѓанинот како причина да идат на колективен одмор. Тоа е како може Професора, вака сега кога го слушам, релативно млад е, за крај да завршиме, може ли овој гнев или оваа потреба за правда кај млади правдолюбиви луѓе на кои многу тешко е да им се најде некаква дамка, бидејќи се премногу млади, да направат системска промена и младите или сите правдолюбиви граѓани да направат промена на скапаниот систем во кој живееме. Ние, вие можеби се навикнавме, но наоѓаат нови генерации кои сакаат другачие. Сигурно мислам дека како што често во напади на самокритика велам, мислам дека нашата генерација не успеа тоа, мислам дека нас системот не изеде и прилично се вградивме. На нив им посакувам многу повеќе среќа и да не се обзрнуваат многу на негативни коментари. Меѓутоа морам да кажам две работи. Прво дека таа промена ќе биде инкрементална, ќе почнува сфера по сфера, ќе почнува добро е што почна со набавка на ПП апарати у сите можни институции, згради и така натаму.
како одговорен за куќа совет за мојот влез, можам да кажам дека и на микро ниво се случува, па ајде се подигнала свеста за една работа, така. Ајде да видиме колку ќе надржи таа свест. Дали ќе ги сервисираме за 2 години тие апарати. Да тргнеме од најбанални примери, така. А потоа за вакви системски работи кои Бленди ги спомна, кои се однесуваат на одговорност, кои се однесуваат на јавна администрација, кои се однесуваат на државна управа, кои се однесуваат на политичка одговорност, не само на кривична, кои се однесуваат и на кривична одговорност, се однесуваат на судство, обвинители кои ќе бидат неподмитливи, кои ќе бидат окосница на третата власт која кај нас евидентно исто така потврла. Созема се согласувам дека да не беше јавниот притисок, веројатно квалификацијата на едно, друго или трето дело ќе беше или изместена или ставена во некоја фиока, или веројатно без јавен притисок немаше да даде никаков плод немаше целата работа да даде. Ќе биде инкрементално и ќе мора да биде на крајот на криштото она што е најуспешен модел секаде. А тоа е моделот кога цивилното општество и државата се во некаква блага фрикција, има тензија која е нормална и таа е пожелна, меѓутоа работат заедно кон иста цел. Се додека ние имаме дивергентни цели, не си веруваме, одиме веднаш на дисквалификација, одиме веднаш на тоа на ад хоминем напади, одиме на тие политички афекти, тоа е загарантирано дека нема да има успех во смисол на некаква соработка помеѓу цивилното општество и државата кои мора заеднички да буткаат за да до вакви промени дојде, затоа што нели сме расипувале предолго за да оправиме преку ноќ. Тоа е едноставно нешто со кое ќе мора да се помириме. Мислам дека се кажаа многу важни работи вечерва. Ви благодарам и на двајцата. Очигледно од ова што го зборувавме дека младите денес не се изразуваат преку насилство или партиска реторика, туку наоѓаат и нови демократски форми на отпор, како герила акциите кои ги правите, како Народното собрание кој што се случи во саботата, каде што дури 24 млади одржаа говори, не само говор, понудија конкретни решенија за промена на системот и некој вид на обнова и покажаа дека револтот може да биде артикулиран на начин што ќе поттикне свест, а не поделби. За крај сакаме да изразиме и сочувство за семејствата и побрзо закрепнување за повредените кои се се уште во болница. Ви благодарам на сите.